Корупцијата се уште царува во македонското општество. Неа ја има во сите слоеви, од највисоките како што се политичарите, па преку средниот слој на државната администрација се до најниските службеници. Граѓаните сметаат дека најмногу корупција има кај инспекторите, судовите, јавното обвинителство, но и при вработувањето и давањето на здравствените услуги. Самите дадоа и конкретни примери. За вработување за наставник во образование се работи, значи побарано му е подкуп од 1000-1200 евра, парите се дајни, вработене, се уште решение нема, али мора да каже дека нема дајана подкуп. Секојдневно слушаме такви ситуации низ градов Прилеп, низ нашиот град, каде што луѓето морат да дадат некој паричен подкуп или некоја друга работа да свршат за да бидат вработени. Тоа најчесто се случува и насекаде околу нас го гледаме. Станица 5 од Прилеп го реализираше проектот Правна едукација за борба против корупција, со кој граѓаните ќе се едуцираат и ќе научат да ја препознаат корупцијата. Знаете дека постои општ феномен кој што се потврдува дека не треба да се пријавуваат корупција, односно државата ни е таква, често тоа го толкуваат сите. Корупцијата е толку вкоренета во нашето општество, што за жал полека како да станува нормално да дадеш подкуп за да завршиш работа во некоја државна служба. Граѓаните често пати не ја препознаваат ниската корупција, бидејќи таа е дел од нашето секојдневие и лицата не се охрабруваат истата да ја пријават, бидејќи до толку е вкоренета, што веќе стана и нормално да се даде подкуп за нешто за да се сврши одредена работа. Досега 92 лица преку овој проект се пријавиле дека се жртви на корупција. 1/3 поднесли пријава за тоа, а институција во која што граѓаните имаат најголема доверба е Народниот правобранител.